Јавното комунално предпријатие Дервен работи на подобрување на процесот на преработка на водата. За таа цел, деновиве е набавен нов компресор за производство на сув компримиран воздух. Новиот компресор го чини јавното предпријатие 1.149.000 денари без ДДВ, но истиот бил неминовен во процесот на правилно филтрирање и одржување на квалитетот на водата за пиење. ЈКП Дервен набави и стави во употреба нов компресор за производство на сув компримиран воздух во одделот за озонирање и оксидација на водата. Во овој оддел функционираат два компресора кои се вклучуваат во процесот наизменично, односно додека едниот работи, другиот одмара. Поради чести дефекти на еден од компресорите и да не се случи потенцијално откажување на вториот компресор, што би допринело до прекин на процесот за озонирање на водата, беше итно потребно да се набави нов компресор што ќе го замени неисправниот. Озонот, велат од фабриката за вода, се користи само во 3 градови во земјава, и тоа Велеш, Штип и Струмица. Со него се третира сировата вода, која јавното комунално предпријатие Дервен ја добива од Лисиче. Истиот, велат вработените, влијае на подобрување на вкусот и мирисот на водата за пиење. Предходниот период, изминатиот период, монтиравме нов компресор за производство на сув воздух. Тој сув воздух се уфрла во генераторот за производство на озон. Озонот иначе се произведува со диелектрично празнење и овака произведениот газ, фактички воздух со озон, го уфрламе во првиот процес на преработка на сировата вода. Сега озонот се употребува и како оксидационо и дезинфекционо средство. Дервен во моментов работи на дополнување на песочните филтри во фабриката за обработка на вода за пиење со нови 25.000 килограми. Од предпријатието велат дека работните активности ќе потраат неколку дена заради обемноста на работата. Хотелот во Врановци е се уште на продажба, вели градоначалникот на општина Чашка Горан Чопановски. Според него, иако се водела негативна кампања при претходните обиди за продажба на хотелот, интерес за купување на објектот се уште постоел и вели дека преговорите се во тек со инвеститори кои се македонски иселеници од Измир, Република Турција. После онаа негативна реклама која што се направи, каде што сега е чисто како солза, меѓутоа и тогаш беше, некому не му одговараше да таа продажба заврши брзо и ефикасно. Сега има заинтересирани и пак ви кажувам, преговараме со нашите иселеници во Измир. Тие доаѓаат често тука кај нас, меѓутоа јас сметам дека ќе дојде до продажба затоа што тие не само што сакаат да го купат, сакаат да видат колку средства како инвеститори ќе им треба за овој да биде еден од поубавите хотели во Македонија. Значи, они го знаат добро местото, од тоа место се луѓето. Општина Чашка минатата година на 2 пати го огласуваше хотелот во Врановци кој не успеа да го продаде по јавните огласи. Продажбата беше обструктурирана и од опозицијските велешки советници со оспорувањето на одлуката за подарување на хотелот на општина Чашка, која стигна и до Уставниот суд. Сега Пановски се надева дека хотелот конечно ќе добие нов собственик, а општина Чашка поголем сместувачки капацитет. Во скоро време ќе ја завршиме таа продажба и дека ќе имаме уште еден сместувачки капацитет овде кај нас во нашава општина, бидејќи туристи има се повеќе, а сместувачките капацитети ќе треба од година во година и приватните бизнисмени да ги зголемуваат и во населените места како што се селата да се направи оној рурален туризам, значи да ги примаат и во приватно сместување. Пред нешто повеќе од една година, Уставниот суд ја отфрли иницијативата на советниците од СДСМ за оценување на уставноста за подарување на хотелот од Врановци од општина Велес на општина Чашка, под образложение дека се работи за поединечен акт. Советничката група на СДСМ остро реагираше по донесувањето на одлуката за подарување на имот на општина Чашка, затоа понесува иницијатива до Уставниот суд да ја преиспита оваа одлука. По службена должност за случајот хотел Врановци, постапка поведе и Државниот инспекторат за локална самоуправа.
Издадени се вкупно 121 одобренија за градење во септември годинава. Ова покажува дека бројот на издадени одобренија се намалил за 54,5% во однос на септември минатата година. Додека пак според податоците на Државниот завод за статистика, вредноста на објектите е за 112,2%, повисока во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, околу 80 одобренија се наменети за објекти од високоградба, 9 за објекти од нискоградба и 31 за објекти за реконструкција. Додека пак од вкупно 121 објект, на 88 како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 33 објекти инвеститори се деловни субјекти. Во Велес пак, според статистичките податоци, во септември годинава има вкупно 5 одобренија за градење, од кои кај 3 од одобренијата како инвеститор се јавува физичко лице, а кои останатите 2 одобренија инвеститорот е деловен субјект. Основниот буџет од кој се финансираат активностите на општината со реализација од скромни 44%, велат советниците од опозицијата на денешната пресконференција. Воедно нагласија дека од најавените капитални инвестиции се уште нема ништо. Тие како пример наведоа дека и по поминатите 9 месеци од оваа година има нула реализација во ставката урбанистичко планирање. Замислете, и по 9 месеци од оваа година имаме ставки нула. Например, имаме нула реализација во ставката урбанистичко планирање. Од планирани 3 милиони денари, на 3 месеци до крајот на годината реализацијата е нула. И ова не е единствен случај, еве уште еден. Во подпрограмата Поттикнување на развојот на туризмот, од планирани 1 милион и 150 илјади денари за реализација имаме нула. Се чудиме како ли само го развиваме туризмот. Иако според советниците на Социјалдемократскиот сојуз во изминативе 9 месеци има голем дел од програмите со нула реализација, сепак напоменаа дека има и такви проекти кои имаат остварено минимална реализација. Тие велат дека иако е минимална реализацијата, сепак е поголема од нула. Но и два е повеќе од нула, а се однесува на подпрограмата снабдување со вода. Иако во 21. век во Велес се уште има населби каде вода за пиење и други хигиенски потреби се носи во цистерни. Значи баравме нешто што е над 15% реализација за 9 месеци и еве една поставка со реализација од околу 18%, но од планирани 5 милиони денари, што е помалку од 1 милион, ако сакаме да зборуваме во бројки, како што најчесто зборуваат нашите политички опоненти на седница на Совет. Значи имаме околу 18% реализација во подпрограмата Уредување на градежно земјиште. Ова е само дел од слабата реализација, а од популизам ни е доста и нас и на народот, велат од Социјалдемократскиот сојуз. Се надеваат дека власта ќе се ги увиди грешките и во иднина ќе изготви буџет според реалните можности и потребите на граѓаните. Општина Велес преку писмен допис реагираше на вчерашната пресконференција на советничката група на Социјалдемократскиот сојуз, која на пресконференцијата нагласија дека Советот на општина Велес не расправал по поднесените амандмани од советничката група на СДСМ. Во писмената реакција од општина Велес стои дека по пристигнувањето на амандманите на претседателот на Советот, истите биле доставени до работните тела за нивно проучување согласно деловникот на Советот на општина Велес. Комисијата за статут и прописи пак ги разгледала предложените амандмани од членовите на советничката група на СДСМ и оние кои биле во согласност со одредбите на деловникот, односно не биле уредно изработени согласно член 164 и во себе не ја содржале формата по која треба да бидат изготвени, биле наведени во извештајот на комисијата. По предлог на претседателот Колев било предложено донесување на заклучок за усвојување на доставениот извештај од комисијата. Амандманите кои биле во согласност со прописите биле забележени во извештајот и за тие Советот остварил расправа, но предлагачите само иницијативно ги повлекле. Од општина Велес во писмениот допис нагласуваат дека општината до крај останува на принципите во работењето кога се во прашање законските одредби. Пакет со 50 на книги од шведски автори донираше шведската амбасада во Македонија на локалната библиотека Гоце Делчев. Со ваков вид на донации од амбасадата одлучиле да го одбележат месец ноември како месец на книгата. Сите книги за деца, освен една за Стринберг, и сите други книги за возрастни се преведени на македонски јазик
И во составот од овие книги има и 2 книги за Пипи долгиот чорап на албански. Macedonia. There are also some children's books in Albania. Во донацијата има книги за деца, за возрастни, како и промотивен материјал за Шведска. Од локалната библиотека се заблагодаруваат на донацијата и велат дека со овие книги повеќе ќе се приближи шведската култура и традиција до локалното население. Ние поседуваме веќе она колекција од Стиг Ларсон. Пипи долгиот чорап веќе е и еден вид задолжително четиво за сите деца. Мислам дека прилично се читани сега. Можеби децата не се токму запознати со потеклото на авторот, можеби ако ја читаат она белешка за авторот, меѓутоа мислам дека и шведските автори се доста популарни во Македонија. Шведските автори се доста популарни во сопствената земја, велат од шведската амбасада. Ова според нив се должи на големата читачка традиција која имаат швеѓаните кои се дружат со книгата од најмала возраст. Швеѓаните читаат многу. Како деца се сеќавам поголем дел од слободното време го поминувавме токму во библиотеките. Можеби децата денес не поминуваат толку време во библиотеките, бидејќи се многу на интернет, но сепак ги има и јас верувам во иднината. По добиената донација од локалната библиотека изразија и надеж дека во иднина и повеќе македонски автори ќе бидат преведени на шведски јазик со цел шведската читателска публика да се запознае со македонската литература. Скршена е спомен плочата на македонскиот деец, поет и дипломат Андреа Петковиќ во Риека. Полицијата во Риека го потврди случајот и оттаму вела дека интензивно работат на пронаоѓање на сторителот. Плочата е поставена на зградата каде живеел и работел Петковиќ на висина од 2,5 метри во една од најфреквентните улици во градот, што речи се ја исклучува можноста дека станува збор за случајност. Плочата беше поставена во април минатата година, кога делегација на општина Велес присуствуваше во Риека и Загреб на неколку настани поврзани со културно-историската традиција на Велес. Едноставно кажано, сигурно многу голем чин, уште еден камен, ако може така да кажам, во мозаикот на пријателство за кое што сведочиме сите овие изминати години меѓу Република Македонија и Република Хрватска. Градоначалникот Чадиев веќе се обрати со писмо до градоначалникот на Риека Војко Оберснел. Во истото побара општина Риека да вложи максимални напори да се исправи нанесената навреда врз македонскиот народ и историјата и плочата час поскоро да се обнови. Доколку општина Риека нема средства да ги поднесе трошоците за изработка на нова плоча, општина Велес прифаќа да го стори тоа на своја сметка, стои во писмото на Чадиев до Оберснел. Плочата меѓу другото е сведок, пишува Чадиев, на историските врски и пријателски односи помеѓу двете земји. Осуда за осквернувањето пристигна и од градоначалникот на Риека, кој истакна дека ова не е став на сите жители на градот.